Ја нарекувам гастрономијата наука на убавото. Значи, вие да направите лоша храна и да направите добра храна, исто време ќе потрошиш. Да се фиксираме кога влегуваме у кујна дека ќе направиме денеска нешто убаво. Кажи ми што би му дал на еден човек кој тврди дека е готвач, да провериш дали на вистина е добар готвач? Секако би сакал да видам што мисли на тема баклава. Дали била баклавата грчка, дали била баклавата турска. Битно е тука, ние имаме наша верзија на баклава и ние за таа ќе кажеме дека е македонски села, македонски простори. И крај, тука никој не може да спори. Храна за лечење на скршено срце. Чоколадо. Мене французи ме учеа да готвам. Здраво, Филип, што го врти светот? Здраво, Јована, светот го вртат храбрите и силни луѓе. Добро, следно ни е прашање или одговори ми со еден одговор, па после ќе дообјаснуваме. Готвење со музика или во тишина? Музика секогаш. И све што звучи добро. Или тирамису? Зависи у кој момент и каде и у која сезона. Али сега, кога што снимаме, туфаќе. Отворен концепт кујните станаа хит, ама за тебе што е подобро? Open концепт, отворен концепт на кујна или затворен, класичен? Отворен концепт на кујна е храброст и би рекол отворен. Да, бога ми храброст и перформанс таму малку има момент. Така. Јајце на око или поширено? Пак ти кажам, зависи од денот, како ќе станам, ама да речеме на око. Поголем процент од времето на око. А кај на како правиш, со зетин или со путер? Путер секогаш. Така и очекував, искрено. Мене французи ме учеа да готвам. Джейми Оливер или Гордон Ремзи? Зависи од денот. Гордон Ремзи знае да биде интензивен, Джейми знае да биде спонтан, знае да биде лесен за конзумација, така да зависи од денот и двајцата голем респект. Да, голем респект, дефинитивно, и какви перформери се на камера, тоа пред малку го зборувавме, стварно се врвни. Ајде да се вратиме малку дома. Многу сакаме да кажуваме дека нешто е наше, ние овде на Балканот сакаме и да си спотепаме за тоа што чие, па ајде малку, што е наша храна според тебе? Значи ќе почнеме од тие нарекуваме кулинарски контраверзии. Или кулинарска, да речеме, национализам, кулинарски национализам би кажал, иако никој не може ни забрани да присвоиме одредено јадење, да кажеме наш или ваше. Храната не познава граници, да бидеме реални. Ако секој ден правиш јувки, твои. Храната сега и во вечни векови ќе биде наменлива категорија. Што јадеме денес? Како што гледаме нашите национални символи што не отсликуваат во модерно време, доматот и пиперката, во 15-16 век нима дојдено од америчкиот континент, од Централна Америка. Пченката од Мексико, гравот од Мексико. Така да не можеме толку цврсто да ја врземе храната, иако можеме да воспоставиме одредено јадење како наше национално. Тоа се случувало во светот и ќе се случува. И за тоа е потребно сепак еден историски континуитет на подготвување на тоа јадење на нашите простори и потребни се автентични, автохтони намирници кои што ќе докажат истото за да бидеме пред светот кредибилни. Сега, тоа ние секако можеме да го направиме. Као што во 19 век Австрија и Унгарија се дистинцираат преку зачување на унгарците на гулашот, што им е на национална, да кажам, стратегија за свој идентитет во светски рамки и своја дистинкција од Австрија. Каде што тоа им успева и ден денеска ги знаеме, унгарците се прочуени по гулашот. Мора да се јаде таму гулаш. Да не кажам дека има големи кулинарски или да речем на национално ниво војни, битки, да ги наречеме. Во светот едно од поголемите е битката за хумусот меѓу Израел и Либан. Така, и Палестина тука се умешува, тој хумус се прави од целиот тој блискоисточен регион. Понатаму да не го спомнувам ајварот. Така, или спомни го, требавме докажување дали е македонски, дали е српски, бугарски, на крај мислам дека словенците го заштитија, не сум сигурен. Затоа имам предлог да се собереме, да донесе секој ајвар свој и да пробаме.
Ако ништо друго ќе се најдеме ајва. Алатките, која што е многу добра алатка, ние како нација да воспоставиме стратегија и одредени јадења да си ги прогласиме за национални. Тоа никој не може да ни го забрани. Зошто да не, да. Мора само да се собереме една да кажем сериозна група на луѓе, експерти во областите што ќе застанеме цврсто позади тоа и со тек на време ќе го објаснуваме на светот и се повеќе светот ќе го прифати тоа. И ќе го раскажуваме и ќе го и таа алатка е многу да добра, така за наше едноставно да кажам за наше национално рекламирање, идентитет, туризам, така. Кои се некои 3-4 јадења што би ги ставил на таа листа? Секако би се нашол гравот, тавче гравче. Така е. Секако пастрмалијата која што исто влече корења од Блискиот исток, меѓутоа таа е од домаќината наша. Сме имале таква среќа да на нашиве простори флуктуираат исто многу големи империи од поново време отоманската, пред нив Византија, нели Византија е символ на медитеранската диета. И они ни оставиле тука едно големо кулинарско наследство. Кое што кулинарско наследство комбинација од овие две некако. Така е, ние сме го одомаќиниле и тоа одомаќинето е веќе наше. И крај, тука никој не може да спори дали била баклавата грчка, дали била баклавата турска. Битно е тука, ние имаме наша верзија на баклава, наша верзија на мусака. И ние за таа ќе кажеме дека е македонски села, македонски простори. Скопската мусака нема бешамел, скопската мусака нема модер патличан, скопската мусака ние си ја знаеме со ројал смеса полиена од јајци и јогурт, ќе се сложиш. Така. Втора, да речеме, алатка што можеме да си ја користиме, една од најпризнатите светски алатки е заштитата на листата на УНЕСКО. Таа е една многу сериозна, да кажеме, алатка која што е највеќе признаена во светот. До сега имаме многу заштити, мислам дека најпрви мексиканците која заштитија својата традиционална кујна и тој традиционален начин на огледување на зеленчук, милпа мислам дека се викаше, каде што ги врзуваат во симбиоза зеленчуците што меѓусебно си помагаат, да речеме гравот, пченката и тиквата. Како си помагаат? Гравот расте, пченката прави цврсто стебло, гравот расте на тоа стебло, а тиквата ја обложува и дава влага на земјата и тоа е една идеална симбиоза која што е уникатна за мексиканците и тоа е нешто со векови кој што они уште од ацтеките, од инките, од маите им е тоа наследено. Така да втори што би рекол од поново време што знаеме што се заштити, неколку се од УНЕСКО. УНЕСКО не штити само производи, УНЕСКО штити и вештини. УНЕСКО штити и, например, француската софра, да кажеме. Или французите го имаат тоа заштитено како француски оброк, кај што се собираат фамилиарно на маса и кај што ритуалот е заштитен. Значи, не е дека нема софра и кај нас. Ме разбираш колку биле они... Ама да, ритуалот на избор на вино, на како се поставува масата, е заштитен во УНЕСКО како синоним за француски оброк. Колку гениално. Значи, сега, ние до сега имаме така да ќе спомнам уште нешто само медитеранската исхрана исто, заштитена како збир на вештини, не е заштитена како производ маслиново масло или ова. Точно зашто тоа го има секаде, ама специфично е за медитеранската како се конзумира и какова комбинација веројатно. И број 3 би рекол Јована дека можеме географското потекло да бидеме многу детални, многу конкретни, многу сериозно да му пристапиме на тоа, кој ќе кажеме тетовец граф, или галичко сирење, или беровско сирење. Значи, тие DOP или Designation of Origin, што ги гледаме на италијанските производи, се сериозна формација на критички атрибути што тој производ го прават автентичен. Така е. И можеме од нив да окупиме тоа како идеја и ние на нашите локални производи да заштитиме со географско потекло. Ние тоа го правиме по пазарите, кога ќе отидете на пазар, како ви нудат беровски компир или што би рекла баба ми не може толку компир да биде беровски зашто берово не е толку големо, ама нели ви го нудат како таков затоа што важи за најдобар. Меѓутоа многу е различно кога на светот ќе му ја раскажеме приказната за беровскиот компир, за сирењето од одредено место и различно нели во Берово и во Источна и Западна Македонија секогаш постои тој конфликт, тука е подобро или тука, па кога ќе дојде некој странец, нека проба и таму со винце, супер концепт е тоа, а при тоа не велиме ние нема во Франција сирење, туку викаме овде е осоговското сирење, бујрум, пробајте го. Секогаш е битно на светот да му објасниме, се служувам,
со тоа ќе да кажам ќе популаризираме еден гастрономски туризам, а втора и битна за мене категорија на луѓе е на младите. Да, тоа ќе да ги инспирираме младите, да им стане домашното популарно и да им стане домашното интересно. Игриво, како да речем. Ги спомнавме оние паста гренис, кои што се хитка и младите, се баби, покажуваат како италијански се готват најразлични видови на пасти со вилјушки ги прават и слично. И знам дека сега, например, многу млади сами одеднаш дома пробуваат да си прават паста, да испробаат нешто и да почитуваат кога некој ќе ја направи. Рачно ќе зборуваме за мајсторијата да се направи нешто не само дома, туку вие подготвувате сериозни готвачи што треба утре во светот да не прослават. Сега пред да почнеме со тоа, да останам уште малку за домашното готвење. Така, што е наше, што е ваше. Нешто е наше, што е ваше, туку што ти би сготвил во одредени ситуации кога треба специјално некако да се покаже човек за готвење. Храна за прв состанок во 20 секунди. Риба, добар гарнир, редуциран сос, добро вино. Храна за дете што не сака да јаде зеленчук. А да јаде зеленчук, да го натерам да јаде, да ми биде целта. Да го поттикнеме. Ќофтиња од тиквица. Храна за лечење на скршено срце. Чоколадо. Тони чоколадо. Полека, само да не ви трае многу долго скршеното срце. Што потемно, тоа подобро. Храна кога дански крал би дошол во Македонија. Тоа би било, тоа би биле сигурно онака цели животни, да речеме јагнешко, секако на некој ритуален начин спремено, ултра етно елемент, да бидеме сите носи онака, можда некоја каша, нешто од нашата традиција, онака, ама, како да кажам, брутално направено, онака, баш на традиционален начин сготвено. Сачови, онака, да прштаат и така натаму. Храна за кога си сам дома после напорен ден и сакаш нешто најдобро да си направиш. Тост, добар тост. Навечер, така? Пред спиење, добар тост, може со ржан леп и така. Не е многу комплициран, али добар тост, со добра крцкавост, така, тост. Така, добар готвач треба и тост да знае да направи. Тост е наука. Да, се сложувам. Така. Храна за крај на месецот кога си без кршен денар во џеб. Добро прашање, квалитетна пилетина, може да ете печено пиле, така, со многу внимание во него. И беровски компир, пак. Секако, беровски компир, така. Многу го испромовиравме, стварно ќе треба да се вратат луѓе да го произведуваат. Така е. Добро. Многу ми е интересно, го спомнавме, беровски компир, сирење од ваму, таму ние сме толку мала држава, ама некако како секое местенце да си има нешто специфично свое и не само тоа, туку многу често исти јадења имаат различни имиња или под исто име различно се прави јадење. Ја спомнавме пастрмајлијата, имаме 4 врсти на пастрмајлија низ Македонија што се подготвува, дури тестото е различно, да не зборуваме нели на месото, јајце имало, немало. Некој дури не вика ни пастрмајлија. Пастрмајка. Тоа е пита или тоа е пастрмајка. У Паланка, на пример, поздрав до паланчани, поздрав до цела екипа у Паланка, ја многу добри пријатели. Меѓутоа фан сум на штипската, ти си признавам, и тука си 100% управо, имаме една голема хаотична ситуација на немање една систематизација во тој дел на мапирање на нашата 25.000 километри квадратна држава, која што е толку полна со диверзитет, не само во производи од од месени спомна, исто така питите се една огромна тема што можеме да работиме на неа, така е. И така натаму. Да, многу интересно ми е во секој јадење како да се има свој стил. Каде толку многу на толку мала територија? Мое мислење, искрено, од моите истражувања до сегашни, знаеш дека ме интересира историја, тоа ми е фундамент на се што ние во иднина ќе градиме. Ти си историчар или? Јас учев историја факултет, меѓутоа после 2009 се префрлив и завршив гастрономија во Охрид. Меѓутоа цврсто тврдам дека историјата е најинтересната приказна да се раскаже посати секој производ. Сите нас не интересира ова ли е правото тирамису. Знаеш, па кога ќе почнеш историски ти кој е потеклото на тирамисуто и кој е век, кој го правил, зашто се вика или ова ли е правата баклава.
знаеш. Да. Тоа се више малци историски аргументи кои што мораме да си ги повикаме во наша помош, бидејќи тука сме имале многу интересна историја, многу, ќе кажам, империи поминале, Така. многу култури поминале, голем дел од тоа сме задржале и ние сме многу интересен микс, што микс се гледа и во храната. Така да еве ќе спомнам, истражувањата мои досегашни докажале дека тоа што некаде се нарекува комат, некаде се нарекува зелник. У некои региони мазник е тоа што е комат во одредени региони. Јас сум од Западна Македонија по татко и во Галичек баба ми кој правеше комат, тоа беше она згужвана втора кора од две кори, каде што едната е подебела, едната е потенка, па малку се како ламинирани и тоа беше комат. Меѓутоа разбрав дека нево низ моите патувања заедно со екипата и школото, разбравме дека во некои земји комат е пита вртена. Аха, а некаде па тоа во Охридски регион мислам дека тоа се вика мазник. Некаде па тоа се нарекува зелник. Така да тука имаме многу што за работа и треба да се нафатиме. Така. И би било интересно да се знае дека нашиот систем на уредување кој што го воспоставиле османлиите бил Тимаро-Спахиски систем. И до 1839 со указ пишан на султанот, македонското население не смеело да патува. Ние сме биле едноставно затворени во градот кај што си се родил. Значи опресијата ни го дава богатство. Прифаќал сите новитети кои што веројатно доаѓале многу споро кај нас, меѓутоа ги донеле со себе османлиите или војниците или спахиите. А тимарите се имотите кои што ги имале они кои што голем дел македонското население работело на нив како земјоделци и како сточари у тоа време. Исто така поголемите имоти, зиамедите, биле одгледувани сериозни пченични култури, сериозни култури на графит, така натаму. И сега тие некои, да кажам, јадења што ни ги донеле османлиите тука, ти кажам, пастрмелијата води потекло, можеш тоа слободно да го видиш од либанското качапури, кое што исто го има и во Грузија и во Ерменија качапурито, малце е поразлично, меѓутоа обликот на качапурито е тој, пастрмелија. Имаше едно турско јадење слично, само со мелено месо. Тоа е лахмаджун. Лахмаджун или пастрмелија. Тој концепт, да речеме, у Паланка го правеле со сушено месо. Така, и ден денеска, пастрмајка. Да, и во Кратово исто. Да, и во Кратово го прават исто, слично. Во Велес веќе имаме и друг облик, и малку и тестото е празлично, помал венец има и така натаму. Штип веќе имаме и со неколку видови месо, може и со јајци и без јајце, додека мислам дека велешката, јајцето е регулар. Така да, повеќе црвен пипер, тој систем на уредување ни направил еден огромен биодиверзитет на јадења, кои што се слични по техника и по изглед и по се што може да се наброи, меѓутоа се разликуваат од регион до регион во една толку мала земја и ја мислам дека тоа е прекрасно нешто како наследство и како благодет што го имаме и мораме да го истражуваме. Ние во училиштето цврсто стоиме за тоа дека тоа ни е еден од главните постулати што не движи, не инспирира да истражуваме македонската кујна. Колку има интерес кај генерациите што доаѓаат, например, за да ги научат тие начини на подготвување, зашто претпоставувам ако е готвач некој, па дури и во италијански утре ресторан, ќе му побараат да направи нешто што е типично за него, што го издвојува. Колку има интерес, да кажеме, кај младите за научат да прават 5 врсти на пастрмајлија? Или многу малку, мислам дека сега почнува интересот. Ете, ние сме едни од луѓето што се грижиме да инспирираме младината, да им стане нашата традиционална кујна интересна и забавна. Ете, забавна е зборот. И мислам дека имаат големи исто влијанија кои што се, нели, од интернет, кај што јас би сакал, они се да знаат да прават, да бидат сестрани, апсолутно, ние не сме конзервативни у ниеден поглед, имаме најсовремена опрема и знаење, светски собрано знаење. И јас и Златко сме работеле во сериозни ресторани, Злате само што се врати од Франција, работеше во 2 Мишелин звезди во Клермон-Феран. Ние треба целото тоа светско знаење, само да им го прикажеме колку забавно изгледа кога ќе се имплементира на нашите
традиционални производи кои што се уште држат до некој стандард на квалитет. И мислам дека тука ќе се случи еден бум. Еве више во Хрватска се случува на голема врата, хрватите. Мислам дека имаат и од УНЕСКО заштитено ние изработка на срца едни, не знам како се викаше таа вештина што се подаруваат. Хрватите имаат тоа заштитено као нивна една голема традиција на изработка на такви срца, мислам дека тие се од некое лебно тесто или од сладкарско тесто, као джинџер бред, оние што се, меѓутоа Хрватска верзија на срца. И па ете пример дека може да биде слична, да биде да го прифатиме, дека си го сакаме. Ја заштитија нивната ракија, шливата, така. Да. Секоја чест. Така е. Се повеќе во Србија ве патуваме често. Ја вчера се вратив и донесов еден вињак за поклон, така. Кога ќе завршиме, ќе го испиеме. Крушевац, така да они на голема врата веќе Белград конкретно гастрономијата на најновите ресторани се базира на копање по старото да се извади нешто ново. Многу интересен концепт и секој час мислам дека сите модерни оние кујни кои што ние им се воодушевуваме, некако така почнуваат и понатака наоѓаат некои формати, што е многу важно, а за нас, например, тоа ми беше интересно дека во таа опресија да буквално не може да мрднете од вашето место, ние наоѓаме креативност. Истото ни се случува и во музиката, истото ни се случило и во храната, така што мислам дека ако има една работа што стварно сум горда на себе како наследник на овие луѓе, е дека често сме биле порабувани, ама креативноста секогаш била тука за да не утеши, може би. Морам да кажам ова, да не го заборавам како мисла, Евлија Челебија уште во 17 век зборува за Скопјани конкретно. Го опфаќа Скопје на негови 15 страни во патописите. И веруваме Скопје опфатено како град на боеми, многу учени луѓе, многу забавни луѓе со заљубливо срце, он вика. Значи, луѓе кои што биле многу креативни, поети имало многу, така да тоа е апсолутно нешто што исто мораме да размислиме да го заштитиме, а тоа е нашето гостопримство. Ако се сложиш, како функционираме. А уште само да кажам, тоа што рече Горда, исто јас сум горд што ние нашата мисија како училиште ја почнавме и ние не го правиме копањето по нашата традиција поради тоа што е интересно или е моментално тренд. Се уште не е кај нас мејнстрим тоа. Меѓутоа ќе стане. Ние тоа го правиме зашто тоа го сакаме и уживаме во тоа. Тоа е битно да го нагласам. Ние во тоа уживаме, ние ќе го правиме тоа и кога нема да биде популарно, ќе го правиме и кога ќе биде популарно. Тоа сам да ти кажам, едноставно не води и не е двигател на нас тоа да станеме популарни преку тоа. Ние во тоа уживаме. Па така и кога го работиме тоа, прифаќаат нешто тоа. Едноставно се чувствуваме како да немаме работа толку многу. Уживаме во тоа да истражуваме, уживаме да патуваме низ нашата држава, да наоѓаме некои интересни суровини. Еве сега чадевме јагула од Калишта, поздрав до екипа од Калишта. Јагулата излезе феноменално, па правевме рамен со чадена јагула од Струшко, кој што рамен може да кажеше концепт, така? Да. Дали е Јапан, така? Дали е Кина, не навлегуваме, едноставно го искористивме раменот као медиум да ги протнеме јајцето на камник биооргани, кое што е врвно, така, супа од наши свињи, кокошки и така натаму, но на крај концептот на рамен беше изведен во една македонска верзија со чадена јагула и беше феноменален. Да, што е веќе светска нудлите ги направивме од наша пченица, од наше брашно и така натаму. Така да можеме да зборуваме за храна дутре, меѓутоа у интерес на емисијата да бидеме конкретни. Да. Сега баш добро што ги спомнавме боемите, поетите и така натаму и писателите што ги имаме. Многу интересен став кажа еднаш Горан Стефановски, каде што вели ние заборавивме да готвиме во нашите кафани традиционални македонски јадења, па се некако на брзинка фрли го месото на скара и тоа ги немаме оние јадења каде што навистина треба сериозна вештина да се подготват дел од нив. Моето прашање е како тогаш, како во минатото се изучувал занаетот на готвење, затоа што тоа е сериозен занает што не можете вие само така преку ноќ со едно YouTube видео да го усовршите, треба да имате вкус, знаење, а дури да направите нешто дома сосема различно
во кујна за многу луѓе со одредени намирници. Како на времето се изучувало готвењето, а како денеска се изучува и во вашето училиште? Така, ете, пак ќе се навратиме малку и да, некако историска стана, историјата на помош, која што секогаш ќе ни ги објасни работите, некогаш ќе ни ги замагли, али еве да кажам занаетот, како занает, во успешните кулинарски гастрономски центри во светот, се уште се негува на голема врата. Че многу сериозно му се пристапува на занаетот. Ајде малце со французите направиме една паралела ако се сложиш. Франција има таква една еснавска, да кажеме, организација. Ете, ќе го спомнам Еснафот, после направам паралела со тоа како било кај нас. Каде што во Франција, ако сте ги приметиле, мислам, ако си ги приметило, ние готвачи што имаат француско знаменце околу вратот, тие представуваат државата Франција во занаетот готвач. И тие полагаат испит пред, мислам, Министерство за култура и имаат они, мислам дека имаат и Министерство као за занаети, метие, тоа како и да се вика на француски, кој што испит се полага еднаш во годината, се пријавуваат луѓе докажани од својата фела, на тој испит може се пријават и столари, кројачи, нели терзи, било кој. Што оставил едноставно белег во секојдневното живење. Еве тука се Алан Пасард, Жуел Робушон, ќе ги спомнам од нашава Пол Бокус е почесен, нели големиот Пол Бокус е почесен со специјален символ и како се вика тоа орден од тој Министерство за занаети и они полагаат најпрво технички дел, па теоретски дел, нормално и последниот дел што одлучува дали он ќе добие таа француска, да кажеме, француско знаме околу вратот, е каков човек е он во заедницата. Дали он човек кој што во заедницата е прифатен како добар човек, едноставно. Еве, Јаник Елено, ќе го спомнам, Јаник Елено, павилјон Ле Доајан во Париз, нема МОВ, он не е МОВ, тие се викаат МОВ или сега на француски не знам да го изговорам терминот, меѓутоа дека се врвни во областа имаат право да ја представуваат државата Франција во светот со таа област. Јаник Елено нема МОВ огрлица, бидејќи Јаник Елено има многу тужби со неговите асистенти, готвачи, коми шефови, деми шефови, каде што насилно се однесували така натаму. Луѓето го имаат тужено и тоа се знае. Јаник се уште не е МОВ, а мислам дека го има полагано тој испит. И он но не може затоа што не дава добро кон заедница. Кај нас, за разлика, турското уредување, па ќе спомнам, кое што било започит во многу сегменти, во ова затварањето не сум сигурна. Во ред и поредок, Еснафот бил едно братство кое што било одобрено буквално од султанот и Еснафот било буквално како една организација која што си плаќала организирано даноци. Значи Еснафот си имало нели претседател на Еснафот, мајстор, чирак, калфа, поделба. Многу слично, меѓутоа веќе изгубено за нас, кај нас, за жал. А Франција се уште на голема врата, огромна почит има кон занаетите. Сега, во Еснафот имало мајстори, на пример, ќе спомнам 1839-та, луѓето почуваат да патуваат веќе. Се крши тој, нели, полека и империјата ослабува, се крши тој ригиден систем и поредок и почуваме ние со печалбарството и така натаму, почуваат нешто луѓе патуваат да носат интересни производи, свила, нели дамасти, така натаму, свилена буба, сите знаеме колку била популарна во Македонија, во Дојран посебно, многу имало нели тука транспорт, проаѓала Вија Игнација и така натаму, и многу занаети се задржале тука. Евлија Челебија ни кажува за Скопје као град имал 2000 занечиски дуќани. А самата чаршија или долни градка што го викале, нели, под градие, под калето, самата чаршија или бит пазар или пазарот на вошките, да речем, или бувљак, што вика, нели, бувљак, бит значи вошка и бит пазар е пазарот на вошките. Интересен податок. И секаде во светот тие такви бувљаци на англиски истиот значи термин, сега не ми текнува каос. И пазарот, бит пазар и чаршијата со својата околија имала 2150 дуќани регистрирани.
каде што луѓе се симнале од град и со од село во град и со своји занаети си се представиле. Дуќаните он ги опишува како прекрасни, преубаво уредени, со зумбули, со лалиња и така натаму, чист град со поплочени патишта и многу бистри реки кои што имале вода за пиење. Може да замислиш, Лепенец бил со питка вода у тоа време. Добро, да се навратиме во сегашност. Еснафот, нели, мајстор за да станеш бил потребен отприлike 5 до 6 години период, кој што мајсторите го утврдиле заеднички со указ, дека тоа е период што и на нив им бил потребен да се почувствува некој во одредена област вистински мајстор. Како за доктор да учиш? Сега распишувале така, еднаш во годината, исто така, огласи за чираци. На тој оглас за чирак се преувале деца од посела, нели мајките ги испраќале. У тоа време да бидеш мајстор значело благосостојба, готово, веќе нема да се размислува за екзистенција. Едноставно дуќанот ќе работи добро и фамилијата ќе излезе од една екзистенционално ниво. Така да чираците доаѓале на тој испит, каде што биле испитувани од мајсторите, што мајсторот одберал чирак, нема враќање понатаму. Чиракот и мајсторот функционирале во една симбиоза 2 години, каде што чиракот живее кај мајсторот дома. Буквално му е помошник. Он 2 години не ни многу ни фаќа од занаетот. Еве, например, да кажеме столар. 2 години он ги учи навиките на мајсторот. Кога он станува, каква дисциплина на живот има, што јаде, како јаде, дали вежба, дали не вежба. Едноставно го копира од А до Ш неговиот лајфстайл. И се поврзуваат у една симбиоза, да. И доколку чиракот во меѓувреме буквално направи некој испад кој што е, да кажеме, не знам, некоја голема глупост, нешто оштети или е непослушен кон мајсторот. Доколку мајсторот го избрка, ниеден мајстор од Еснафот веќе тој чирак не го прима во таа област. Тој е избркан чирак и веќе не може ниеден мајстор да го прими. После 2 години он станува млад калфа. Како млад калфа веќе почува нешто да заработува, мајсторот му дава некоја заработка, веќе почува да праќа пари дома. Млад калфа е исто околу 2 до 2,5 години и после тоа мајсторот му наоѓа дуќан на својот чирак, му се заблагодарува за неговата лојалност и 4 годишен труд и сите мајстори во Еснафот, во братството, му помагаат тој дуќан да го издигне на успешно ниво. Значи, само замисли го тоа, колку било добро како поредок и како пристап кон занечиството. Малку е строго за мој вкус, меѓутоа дефинитивно изгледа како учење на еден тежок факултет, каде што и медицината ја спомнавме, каде што ти требаш целосно да се посветиш на тоа нешто, да им помагаш на докторите, да одиш да бидеш, да кажеме, заедно со нив, да научиш како да функционираш и за потоа да може да го работиш тоа што го работиш. Навистина ми е интересно. Колку е различно денес? Стварно е тешко екзистенционално да не заработуваш ништо, да кажеме, од прв ден, меѓутоа ако е како некоја школа, дури се плаќа тоа што го добива од чиракот. Точно. В денешно време сето тоа е, например, французите, Ле Гордон Блу е како прв универзитет за кулинарство во светот регистриран, да кажем, иако има и во Бостон еден малку пред тоа. И колку чини, еве, да се запишете? Меѓутоа, Ле Гордон Блу е денеска сигурно некој си 50.000 евра би чинело 3 години да заврши некој. Сега да кажам, ние во Скопје, паралелно, може ќе звучи смешно, меѓутоа 1890 изграден е Ислахане, објект кој што турците го направиле по пандан на пример на Франција, бидејќи Франција од тоа време била синоним за добро организирано школство. Франција и Англија. Тоа било за готвење? Не, генерално за образование. Аха. За образование. И можете да го видите кај мене на Инстаграм на профил, го постирав вчера, го најдов објектот со слика, тој бил во градскиот парк, веднаш кај Генералштабот. И денеска, за жал, децата имаат се подостапен начин на едукација, може да одберат каде ќе одат. Меѓутоа, таја спона, тој линк на мајстор чирак, мислам дека се повеќе си има изгубено поради недовербата пред се на, ајде ќе речам, не можеме да ги кривиме децата, секојаш ќе го окривиме тој во позадината, да речеме мајсторот. Не инспирира доволно? Мислам дека мајсторите имаат изгубено доверба веќе во младите, пред се тоа интернет влијанието го има направено, да една ароганција, еден егоизам дека они све знаат, е се поприсутен. За жал, тоа е едно од ефектите, нус ефектите, кој што има и многу позитивни нус ефекти тој интернет влијание.
И мислам дека се повеќе тоа сезнание не води кон тоа да, ние веќе во Галичник, мислам дека има уште еден, максимум 2 мајстори кои што знаат да го прават кашкавалот. Да, тоа е жално ако останеме без... Мислам дека за сирењето, има неколку. И од Албанија така, од Дебарскиот крај исто има неколку. Меѓутоа за кашкавалот мислам дека во сериозна опасност од изумирање. Бидејќи како и секоја мајсторот не ќе да земе чирак, чиракот не ќе да даде жртвата. Жртвата е неизбежен момент од било кој занает, едноставно. Еви со вашиот занает ќе се сложи сите, вие сте дале жртва. Јас во 4 сата станувам за утринска програма, дефинитивно на почеток бара едно време каде што тоа не е фенси, не е пријатно да кажеме за Инстаграм, навистина е станување и целосно вложување, меѓутоа само така може човек да стигне до одредено ниво. Сега повторно, нели, и оној економскиот дел веројатно треба да ги привлече младите, тогаш и постоело тоа, ако станете мајстор, знаете дека целата фела ќе ве поддржи и дека вие веќе никогаш нема да патите за храна, не само што нема да патите, веројатно и добро ќе живеете, така што мислам дека тука некако ни фали и тоа ветување за младите, јас никогаш не ги обвинувам. Искрен ќе бидам со тебе, мојот став е дека интернетот му дава малце презабавна содржина на занаетот кај нас. Да, не презабавна, не му дава таква една сериозност која што мора секој да осети на грб за да после се занимава сериозно и он да создава своји чираци, па тие чираци своји чираци и тоа да биде еден бесконечен перпетум мобиле механизам на занаети кај нас. Можеме секако да отидеме и да платиме 50.000 евра во Кордон Блу или имаме и во Швајцарија, во Германија има сериозни школи. Има и кај нас, како да кажам, можност да се научи многу што од тоа. Меѓутоа, сакам да кажам, овој занает, и тоа ми го кажали моите ментори, мене ми учеше еден готвач Патрис, ќе го спомнам Патрис, јас кога му спомнав дека сум дошол на брод да заработам пари, за да можам да си уплатам Кордон Блу, и он ми рече, Пјутан, you want to be a housewife? Дали сакаш да бидеш домаќин? Значи, у денешно време, у тогаш, 2016 беше тоа, 17-та, јас си кажам, што ми збори овој, како да не. После тоа гледам на Kitchen 24, голем дел од оние господи кои што се супер дотерани, кои што прават некои сладки, што се популарни, они завршиле Кордон Блу у суштина само за да имаат кредибилитет пред публиката. Добро, тоа на нив име повеќе housewife како стил. Јована во угостителството, што ти можеш да го конзумираш на поише начини. Ти можеш да бидеш и нема ништо лошо у тоа да бидеш и инфлуенсер или да бидеш блогер за храна. Ти ако добро у тој свет екзистираш и ако ти е таму најкомфортно, задржи се таму. Јас и мојата мисија со школото, нашата мисија како група е малку посериозна, тој малку повеќе загребува во занаетот и нашата цел е да направиме едно цврсто тло кој што сериозно, баш сериозно му пристапува на кулинарскиот занает и кој што во иднина ќе прави професионални готвачи. Кој студент те изненадил? Да не зборуваме само лошо за младите, зашто моето искуство е дека има многу гениални за нив постојам и за нив сега во моментов и школото постои и таа една платформа која што многу луѓе ја видоа како една платформа на знаење која што не можат на друго место да го искусат, да имаат едно искуство со најдобри ментори од областа. И кој студент ми оставил, кој ме изненадил. Некого ќе навредам, меѓутоа ми изненадуваат и двете групи на студенти. Би ги одвил во две поголеми групи, сите многу ги почитувам и они тоа го знаат. И сакам да ги поздравам и со сите имаме еден супер однос, креативен, кој што би ги издвоил во две групи. Едната група е оние што сме ги инспирирале да се преквалификуваат. Огромна почит, такви имаме повеќе, ќе поздравам Тамара, Сашо ќе поздравам, Сашка ќе поздравам и така натаму, кој што буквално дојдоа со одлука, цврста одлука, Филип, ние сме тука да смениме кариерата, јас не сакам више да се бавам со тоа или тоа, сакам се преквалификувам, да. А исто ќе ги спомнам луѓето кои што сакаат детално да навлезат во професија и сериозно да се бават и сериозно после и они да го пренесат своето знаење. Ќе ги поздравам Стефан, Андреј, Јован, други од Јован, Марко, Давор, некој да не заборам. Значи, имаме веќе една група од 20 на 30 на луѓе кои што
флуктуирале во училиштето. Секој еден од нив голема почит, сакам да им ја доловам одговорноста која што и они после ќе имаат на грб, да го пренесат знаењето, да пренесат едноставно приказната за кулинарскиот занет и да инспирираат многу млади пред се да останат во Македонија. Тука да го отват, да истражуваат пред се на наше тло, да име прво кои сме ние и што сме, од кај потекнуваме, која е нашата генетика. Генетиката е блиску поврзана со храна, така ние сме она што го јадеме, не за џабе така изговориле таа реченица. Така да прво да видиме кој сме ние, да имаме еден кулинарски ДНК македонски, па понатаму јас си бидам пресреќен да им го пренесам целото знаење за француска кујна, за азиска, за сите региони кои што мораме да ги изучиме, се со цел да после бидеме комплетни и во технички аспект, да знаеме техники, да знаеме вештини, ритуалите на јадење. Во многу земји храната е и ритуалност. Така е. Ете така. Па како јадеме азиска храна со стапчиња. Да. Исто е многу интересно дека на пример Скопје станува метропола, баш она што го дискутиравме и преку носењето на светска храна. Тука и во секоја метропола може да се проба таа храна, но дефинитивно треба да го задржиме и нашето, зашто некој ќе дојде специјално да проба локална кујна, а баш е богата од она што го дискутиравме до сега. Тоа што ме интересира е, ако некој сака да стане готвач, што е првото што треба да знае да го направи според тебе? Кои се тие први неколку рецепти со кои што треба да се почне? Да спржи јајца? Нашиот пристап е во школото и генерално мојот е кон науката да прво научно пристапи кон суровините, кон производите. Да знае све за јајце, тоа го спомна јајцето. Да знае што е составено јајце, што е лецитин, што е албумин, на која температура коагулира белка, на која температура коагулира жолчка, на која коагулира двете, таа е повисока, на која почува јајцето да се мати, што се случува, кремен глес, сите тие деривати. Значи, прво, научно да им пристапи на суровините. Едноставно, кога он ќе гледа, да речеме, јајце, да гледа 1000 начини да може да го испрезентира пред гостинот. Кога обичниот човек гледа омлет и јајце на око и кајгана, он да гледа 1000 да биде опасен со интелигенција кулинарска што сече у моментот. Значи, онака, да биде поткован со целосно знаење за јајцето, да знае што може да му направи и на каков све начин може да го изведе пред гостинот. Тоа е добриот пристап. Бидејќи рецептите ко рецепти се ништо. Кога ги гледа рецептите, еден обичен, да кажеме, конзумент на храна, он гледа 100 грама шекер. Да. Кога гледа готвач, треба да се запраши, чекај, каков шекер? Имаме 1000 варијации на шекери, имаме тие технички шекери, малтитоли, изомалтови сега имаме. Имаме малтодекстрини, ваков, значи шекер е широк поем, бел шекер, така. Па дури така добрите домаќини, на пример, што добро готват луѓе дома, имаат знаење. Јас сум приметила, на пример, еве неколку пати сум ја спомнала мојата баба, ја спомнавме пред да почнеме. Меѓутоа, она знае како да ги скомбинира работите и што ќе се случи со маста кога ќе ја собере, како да ја додаде. Бабите тоа го знаеле многу добро емпириски. Значи искуствено си го стекнале. Така. Бабите се најдобрата емпириска лабораторија на светот. Која што знае. Чекај сине да го пипнам тоа јавака, да видам тестото уште малце лепит. Тоа не е случајно. Раката е после 1000 пати направен рецепт. Така е. Значи, ја тоа сам да го кажем. Прво 1000 пати. Значи, да не бидат слепи следачи на рецепти. Дај ми го рецептот за тоа, не знам, ми се уват млади дечки, колеги, небитно. Дај ми рецепт за кисело тесто. Па што е научен метод да пробаш и да утнеш? Тесто е, како да кажам, кисело тесто е посебна сфера. Значи, не можеме рецепт да ти кажам. Треба да поминеш со мене барем 7 дена да сватиш која е филозофијата на киселото тесто. Си играме работа со уште еден организам дома имаме више од 2016. Ако не е расположен, не е расположен. 7 дена прави кисело тесто. Теста кои што ги билдаат, буквално е за панетоне конкретно, киселото тесто го врзуваат со јажиња за да има експлозивна моќ на раст. И сега да кажам, да не бидат следачи на рецепти, би им препорачал него најпрво да пристапат кон научен осврт на наукава наша, а тоа е да научат све за месото, све за рибите, све за яјцата, млекото, сирењето, сите деривати од што произлегуваат, да научат за шекери, за масти, што се макронутриенти, што се микронутриенти,
И после кога ќе имаат они ќе можат сами да составуваат рецепти и рецептот за нив ќе биде едноставно, како ти кажеме, на техничка листа или норматив што е битен за финансии. Ете тоа, да станат научници. Тоа им препорачувам. Сега надвор од ова научното, што веројатно е најважно како логика, за утре ако имате некој рандом намирници да може да сготвите нешто и да биде супер, исто што бабите го прават и на крај на месец исто добро ќе се најде. Сега, освен тоа е да кажеме неколку примери. Што го прави добриот пинџур? Мислам, не велам дека нашиот идентитет е пинџур, да не се сватиме многу повеќе од тоа, ама еве, ние си сакаме најразлични верзии на ајвари, пинџури и слично. Што е она што го прави добар? Браво, добро ги спомна. И пинџурите се многу диверзитетна тема, версатилни се кај нас, имаш секакви видови на пинџур. Конкретно, јас пинџурот што лично го обожавам, е пинџур на модар патлиџан, пиперка, лук и домат и нели масло и така натаму зачини кои што висте. Сега, нормално производот. Производот е основа на се. Вие као готвач, ако не контролирате набавката, што ви стига во ресторанот, кај што за жал една голема спона што кај нас се изоставува, да видиш што производ ти стигнало денес, бидејќи ти со тоа ќе се представуваш, твојот имидж, твојот образ е на тапет, ќе доат гостите. Јас ако денеска ни стигнат нас пиперки кои што се голем дел од маркетите, за жал оставаат полускапани производи на рафт. Ја и ти таа арома на гнилеш ќе има во пинџурот. Нема да можеме да ја избегнеме. Не сме ние магионичари. После тоа, покрај производот, техниките како ќе го подготвуваме. Избираме техника. Треба знаеме секој производ како се однесува на одредена температура, кој производ колку вода има. Например, за пиперките може да знаеме 85, 86 до 95% вода, така. Че треба знаеме дека таа вода да се извади од нив е круцијално. Готвењето у некоја форма е да извадиме водата од производите, да додаеме вкус. Значи како после тоа ќе додаеме тој вкус? Дали ќе биде само со сол, бидејќи знаеме дека солта и киселината се единствени природни појачувачи на вкус, кои што го интензивираат вкусот на тоа што го готвиме, например. На било што доете капка лимон или зрно сол и на чоколадото е повкусно. Стварно? Па да. Чоколадо со сол е веќе... Ако сакаме кисело да утепаме, ако сакаме кисело, сол или сега која киселина ќе користиме? Нашиве оцети се често пресилни. Дали ќе користиме вински, дали алкохолен, кој што е, да речеме, со највеќе процент на винска киселост. Тие се тие избори што ќе не донесат. Колку сол, колку проценти на сол. Еве, например, до која пеха ќе одиме. Пеха скалата исто многу битна готвачите да знаат. Ова е многу комплексно. Значи, дали ќе одиме најпријатна пеха за наша конзумација измеѓу 4,5 па до 5. Нели пеха скалата знаеме од 1 до 14. Ама за дома, ако не можеме да мериме тоа, што ќе не мене за дома, мојот фокус е комплетно на професионалното готвење и за професионални готвачи. Нашата професионална лига е доста слаба, сакам да ја појачаме. Нашата домашна лига на готвачи веќе парира и тука имаме проблеми во самите ресторани се случува да луѓето подобро се изготват дома него ли во ресторани. Тука ресторанот губи од смисол веќе. Да, и од кредибилитет. За жал. Ете тоа. Станува да си купиш на брзина јадење кога немаш време. Мислам дека ти објаснив. Значи 1% сол исто го рачунаме за пријатно до 1,5. 1,7 веќе одиме на голема солена страна. 2% е веќе солена, веќе релативно солено. Дали ќе балансираме со шеќер? Значи мора пинџурот да е балансиран. Секоја една наша порција да е ултра балансирана и по вкус, и по изглед, и нутритивно да е балансирана. Значи, така, не може како дома да експериментираме, мора да знаеме точно како тоа би бил идеалниот пинџур. Значи, често губи на квалитет. Ете ќе го направат еднаш, нели, по вкус. Едниот готвач има вкус еден, другиот нема. Едниот ќе го погоди јадењето, другиот нема. И зошто? Да кажеме, некогаш во некои ресторани дури се гледа дали бил тој готвач тука или не. И во однос на тоа и знаеш дали ќе биде добра храната. Има израз во нашата фела, во нашата индустрија, тоа се нарекува стандардизација. Мора да има стандарден рецепт. Мора да има имплементирано стандардизација. Стандардизација се имплементира на поише нивоа и таа се задржува со секојдневна супервизија. Не е кој на филмовите, демек пробува и знае се. Никој не може да почне да готви без технички рецепт, бидејќи тоа е ресторан.
Таму имаме бизнис позади нас. Така. Не сакам еднаш исто да платам за различен луѓе што, квалитет. знаете како викаат германците, кој што пишува, тој продолжува. Да. Ние за жал од што ете, и меѓу Франција и Италија е истиот гап. Французите се кулинарски центар број 1, бидејќи пишувале. Ескофие, Карем, Саварин, они пишувале. Они имале едноставно записи уште од 1830, мислам дека на Саварин физиологија на вкусот, и Жан Бекру, мислам дека спомнува гастрономија, али после физиологија на вкусот е од Саварин. За разлика од нив, италијаните сега популаризираат на Пелегрино Артуци, еден готвач, кој што ние исто и кај нас е сега и на македонски преведен. Ги поздравувам за тоа, Арсламина мислам дека го издадоа. Тоа е Библијата на италијанската кујна. Они имаат една книга, додека французите имаат Ескофие пишувал, па понатаму Бокус, па ова Јуџин Брезер пишувала, Јуџин Бразие. Ние се собираме секој ден во школа од 10 до 6 и пишуваме. Добра. Слободно да ни дојдеш, секогаш си добре дојдена. Сега тоа планираме нешто, планираме нешто да издадеме и сакам повторно да кажам, секој еден колега, готвач кој што го инспирираме, кој што сака да дојде, добре дојден, и секој еден ентузијаст, не мора да е готвач, е добре дојден да придонесе со своето знаење, со својот труд и да направиме нешто што утре ќе се гордеат генерации. Да ја пратам баба ми, значи вас, баба пак вие ти ќе пишувате. Обавезно да го пишеш прво целото нејзино знаење. Сигурен сум дека си го ставила на хартија, тоа ти е најпаметно. Да, апсолутно, ама некои работи мора да се повторат 100 пати за да се погодат на тој начин, така што мислам дека и праксата е важен елемент. Сега, ти си работел на брод. Како изгледа таа машинерија? Тука треба да се обслужат надвор од копно, многу луѓе редовно да биде се, значи, нели да се внимава веројатно на квалитетот, затоа што кај нас често чувањето на храна не е специфично. Сега, без долго, веројатно имаш милион ситуации, ама пробај преку една реална ситуација да ми го представиш работењето на брод. Војска. Добро, стануваш са бајле, сецкаш. На брод се уште не е изгубена дисциплината, што реално е имплементирана и од самиот старт, кога Ескофија ја поделил кујната на тие дивизии, на тие станици и така натаму, кај што се знаела хиерархија. Значи, неговата визија се уште е жива по сите бродови. Добре. Зошто? Бидејќи самиот брод е сам по себе на друга димензија на живење, тоа е живот на вода. Тоа на секој му посакувам да го искуси, тоа е еден брз, динамичен живот, кој што не можеме да го споредиме у ниеден аспект со земниот живот или ние сега како живееме. Јас на секој еден договор, тоа ќе се сложат сите колеги што се вратиле после 9-месечен договор, какви што имав 3, и тој 9-месечен договор се враќаш на земја и тебе луѓето ти делуваат спори на земја. Не се верува како функционира така стихино, знаеш, стихино некако. На брод е војничка дисциплина, бидејќи е затворен систем во еден ограничен простор, се компресирани многу табиети, многу култури, многу нации. Да. И тоа све треба функционира како швајцарски сад, да ние моментот издадеме, сигурно јас сум бил на брод, мислам дека имаше 7000 гости, сега не ме фаќа за збор, помина време, али ете Disney Magic се викаше, ти треба секој ден да имаш бафе кој што работи 24 сати, кој што треба се одржува. Ја бев таму джуниор сушеф, бев задолжен за алергии. Сите алергии на брод ми доаѓа кај мене. Дизни имаше политика да прифаќа алергии и религиски диети и сите тие барања доаѓа кај мене. Така да бродот е на дисциплина која што секој готвач му препорачувам бар еден договор во животот, да не зборам во аспект на чистота. Тоа е најврвни стандарди, тоа е по стандарди на United States Public Health или американската санитарна инспекција, да ја наречеме, кај што бродовите као сериозна машинерија за пари ги имаат под директен фокус, интензивен фокус, и бродот не смее да си дозволи губење на поени. Они таму не те затвараат, меѓутоа ти намалува на поени. Тие поени после се одразуваат на твој имидж санитарен, нели во Америка, не знам дали си била, рестораните не ги затвара санитарна, меѓутоа ги дефинира како A, B, C, D, мислам,
до D мислам дека беше крајот. И сами ќе си се затворат. И они сами се затворат. Ти кога ќе видиш D, sanitation inspection, ти веќе таму не сакаш да јадеш. Така да брод препорачувам во не е некоја креативна средина, нема да ви биде дозволено да блеснете со своите креативни креации, меѓутоа да скршите она его у себе и да научите да следите војнички систем, да кажете да капетани и да го направите тоа најдобро што знаете, е еден супер систем што му препорачувам на секој млад да отиде и да го искуси. Па и да заработи и да прошета. Да, апсолутно ќе се прошета, мислам 4 години, ку знае на колку локации, на многу колку локации, веќе јас сум ги заборела, ти кажам, бидејќи динамично ти се случува брзо и брзо ги забораваш, ама нема го заборавам Квебек, нема да го заборавам Француска Полинезија со сите незини острови, таа Нова Каледонија е магична, тие нема ги заборавам, никогаш, тоа е врежано. И што се случува на брод, останува на брод. Добро. Тука нема да навлегувам многу за секој случај во тие детали, ама генерално сигурно интересно. Тоа е правилото на сите морнари. Да, добро. Така. Да, само ова се големи бродови. Инаку така да, не, јас сум работел и на јахти. Ја работев и на јахти до 400 гости, баш работев за шеф Томас Келер. Тоа се луксузни јахти, кај што не се дозволени деца и миленици. Томас Келер, голем американски и светски шеф, има франшиза на тие јахти, се викаат Сиборн. И тие се јахти со своји мали подморници, тие се многу ексклузивни јахти. Да кажам, кај што има огромно внимание кон детали. И кои се користат производи за храна, и на тие јахти реално јас и многу научив и голема креатива научив таму и научив како организира тие големи системи. Томас Келер е шеф кој што преку една канцеларија, како да кажам, контролира свој 12 франшизи и уште толку ресторани мислам дека има, од кои што голем дел му се низ Америка со 3 Мишелин звезди, Френч Лондри, Персе, Бушон и така натаму. И сега дел од работата што вие правевте консултации за креирање на мени на ресторан. Желбата да се отвори ресторан е супер, да знаете да сготвите се веројатно е супер, ама знаеме дека во одреден ресторан одиме за да јадеме најчесто одредено јадење и некогаш дури еве во странство, посебно во Грција, ние смешно кога ќе видиме во таверна пица, освен ако не е дете, да се нарача и слично. Како е правилно да се направи едно мени во одреден ресторан? Што треба да има и дали гледам се повеќе се напуштаат оние менија како лектири каде што се постои, дали има тоа логика со оглед на тоа што треба да имате свежи намирници, се да знаете добро да направите и слично. Која е таа филозофија? Така, консалтингот таа е голем дел од тоа што го работиме во FG Кулинарското училиште и се бориме да им представиме на нашите собственици на ресторани, кои што за жал голем дел не се отфелава, доаѓаат од некои други бизнеси и во пикот на нивната успешност сите сакаат да имаат свој ресторан. Да. Тоа е македонската приказна. Меѓутоа тоа се менува, за цела среќа се применуваат некои европски системи каде што и готвачот влегува во управувачката структура и нормално му се даваат одврзани раце. Сега околу менито или картата на јадења, вака се. Прво, локалот сам по себе диктира за што највеќе би одговарал, бидејќи кујната е производство. Вие за тоа производство и самиот хасап определува колку од процентуално од квадратурата на објектот мора да биде кујната. Мислам дека беше околу 30 и нешто, 40%. Според хасап. И имам деталната листа во школа. Меѓутоа, тука више доаѓаме до еден момент да видиме колкав локал. Така. Да. Која локација, која фреквенција на луѓе, каков тип на луѓе тука проаѓаат. Тоа би диктирало со што ќе се представиме пред аудиториумот, пред публиката. Па како ќе го прифати публиката? Па ценовна рамка. Треба да видиме ценовна политика на мени е сериозна формула која што, например, не можете вие да бидете елитен ресторан и во своето мени да имате, не знам, јадење што кошта 5000 денари, а во исто време да имате нешто од менито кое што кошта 150 денари. Така? Значи, не знам, за цените може многу брзо да се сложи. Може тоа, значи мора и која ценовна политика да има на највисока и најниска цена и кој се цени, да кажеме, средни, така се изразам, на апетайзери и така натаму, за да има логика тоа се.
Значи, за да има логика и за да се од менито и функционира. Да немате онакви нафталин што фаќаат производи што никој не ги нарачал никогаш, а вие мора залиха да ги имате, бидејќи се во менито и ги прават. Па да дојде ситуација да ви се расипе тоа од 5000. Така да, функционално мени е мени каде што се од менито се порачува и оди добро. И тоа треба да се следи. Треба да се прави дневно, па ако не дневно, неделно анализи. Треба да се има еден комплетен систем на аналитика. Што оди добро? Колку зашто да веднаш по јадење. отварање на ресторанот, кога ќе одлучиме што ќе произведуваме и што ќе се представиме, уште од првиот ден публиката ни дава веќе сигнали. Како го прифатило тоа или ова или она. И ние мора ги слушаме тие сигнали. Не можеме да бидеме упорни сега. Многу е небитно ја што сакам или ти што сакаш пред публиката. Ме сваѓаш Јована, ја и ти сакаме, ја обожавам да јадам така изнутрици. Да. Ако публиката у моментов не сакаш кембе, тоа не може да биде бизнис за некој мејнстрим локација. Треба да биде нешто наместа треба бидеш за тоа. она локација која што ќе биде специјално за тоа и тоа, да се оди специјално, да се вози тој пат, дестинација, ете. За тоа ли го има онај да излезе шефот, целиот дотеран и да ги праша гостите како ви беше, си собира информации? Па не, тоа јас исто... Или е повеќе почит кон гостите? Повеќе attention to detail, треба некои маси да се поседат, кои што маси, еве јас тоа сум го имал на Сиборн, ја бев екзекутив сушеф на Сиборн, и моја задача беше после тестирањето на храната од страна на шефот на ресторанот, да го наречеме, метреди или шеф сале, популарно, заедно сите, после брифингот, после послужената вечера, да отидам ке одредени маси, да ги испочитувам, каде што знаеме дека имало одредени негодувања претходната вечер за храната и пишале лоши коментари. Сега со светот на интернетот, рестораните може да ги закопате у рок од 3 дена. Да. Значи, пресериозна е работата и сега е така претешко да се води ресторан од денешно така време со сите овие алатки, каде што вие му давате на моќна алатка во раце на било каков карактер. Вие не знаете како може некој да ве изруга на тој интернет свет, а вие воопшто не сте имале намера ни да му го зезнете денот, нити па сте свесни дека лоша храна сте послужиле. Чели тоа треба таа контрола се има и на тие комент карти кои што се многу битни од гостите, да се следи таа аналитика, да се види што гостинот реално мисли за вас. Зашто сите гости на крај на денот ќе направат лице у Скопје, мање више се знаеме секој еден со друг, па и низ Македонија. Секој ќе каже супер беше, после ќе отидете и ќе пише толкав реферат дека не му свиѓало, не знам, имало влакно на чаршафот, имало на многу позиции треба да се внимава. Најкритички атрибути, ако ме прашаш мене дека дојме до храната, што се еве, тие како ги викаат американците, моменти на вистина. Така, што се моменти на вистина? Влегуваме прво кој не пречекува. Окей. Да, пример, ја кога бев во ресторанот на Хестон Блументал во Мелбурн, да, и имам многу добри другари во Мелбурн, сакам да ги поздравам Рашо Иве, ме чекаат мене од брод, и јас се искрцувам, ќе те носиме кај сакаш, не сме се виделе 15 години, многу од деца другари. Старо другарство. И ја викам, дечки, само сакам да одморам да ја видам вас, да испиеме едно кафе и толку. Не, мора да те носиме, не сме се виделе 15 години, а ја по некој војнички, оние знаеш, панталони со џебови. Сакаш кај Хестон, ќе одиме само што отвори Dinner by Хестон Блументал. Викам, не можам, ја вака, сигурно знаеш код, ти има некој дрес код. Не, ќе идеме таму и одиме ние, ја така одам, ајде, супер со некоја мајчка и не пречекува една супер интелигентна хостеса. Че кога зборам супер интелигентна, у нијен момент незиниот eye contact не беше у моите панталони или моите патики, знаеш, него едноставно те гледа во очи, здраво. Вие доаѓате од Македонија, Иве ме најави како голем готвач во Македонија. Она ме внесе у кујна со каљачи, да ме запознае, вика, Хестон тука доаѓа еднаш годишно. Меѓутоа да ме запознам со нашиот шеф. Мислењето твое ќе значи, да. Зашто едноставно ми направи експириенс, ние немавме резервација, нормално не ручавме кај него, само се напивме коктел во барот, си заминавме, меѓутоа моето искуство ја ќе паметам со контактот со таа преинтелигентна господја, која што не ме направи да се чувствувам ја као лошо облечен. Да, или да ти рече нема ми направи експириенс што на крај резервации. од Македонија, вика, сте дошле до овде, па влегувајте, вика, у кујна каљачи се ставив, ги поздравив шефовите, исто и Хестон има таму систем на отворена кујна со минималистички овие станици и тоа искуство ќе памтам за цел живот. Второ, што е? Теоретски те одбила масата зашто не може како изгледа сетапот, дали е чаршафот чист, дали е пеглан.
У денешно време више толку многу сме сензитивни на детали, да тоа е више у ресторанството невозможна мисија со толку малку луѓе да се направи. Не ни знаеме колку да не збориме следен момент на вистина, кој келнер ќе не дочека, како ќе не дочека, дали по име, дали по ова. Па да не збориме тоалетот. Као голем критички атрибут. Па дали имало паркинг, па како сме дошле таму, дали со кола. Еве една идеја. Томас Келер имаше соработка со BMW, каде што најновите BMW 7 ги возеа потенцијалните гости до Напа Вали, Френч Лондри, од Сан Франциско и од блиските градови. Значи, во најновиот BMW 7, бидејќи пијат алкохол, и BMW, што ми имате пари да платите 500-600 евра за 5 course или не знам колку course, меню имате пари за новото BMW. Така да BMW со тоа ја зголеми 4% продажбата во Америка. Вау. Ова не би гледаш, ми значи, текнала, сите детали, да. Целата приказна е навистина сериозна. Супер ми ова, ама сакам да се вратиме на храна. Да. И тука мораш да ми дадеш конкретен одговор, нема тоа што знае некој Молим да го те. сготви. Кажи ми што би му дал на еден човек кој тврди дека е готвач, да провериш дали навистина е добар готвач. Може ли 3 категории? Може. Секако прво би му дал одреден облик на јадење поврзано со јајце. Еве, нека биде омлет, многу ќе видиме по тоа како му пристапува на јајцето. Второ, ако зборуваме у наша, да речеме, у наша традиционална кујна, секако ми го дал нешто поврзано со ориз. Тава ориз. Значи да видам како го разбира оризот и како ќе ни, еве, нека биде тава пилешка со ориз, како ќе ни го принесе оризот. Фер. И број 3, ако се уште се движиме у наши граници, секако би сакал да видам што мисли на тема баклава и како би ни ја принел избалансирана баклава, не многу блага, крцкава. Да. Еве, тука би видел многу. Кажи ми, што те мотивира како готвач, особено што те мотивираше во оние моменти кога требаше да станеш и да поминеш часови и часови во сецкање кроми, во подготовки и така натаму? Книгите на полицата во мојот дом, бајка ми, баба ми, целиот тој гламур на таа професија, кој што го видов во тие книги, например, ќе спомнам мој најдржи рецепти од Карапанџа, уметност кувања, тоа беа едни такви слики на тие јадења, такви едни убави, како да кажам, хотели, дестинации светски, кои што готвачите ги посетували така натаму. И тука веројатно се фиксираше на моја обсесија со готвењето. Јас дома и како дете, моите кога ќе беа на работа, јас знаев да ги изненадам дома со готов ручек. И ја ми еден спомен на мојата лева нога од врел зетинке, што се уште не можев ни до шпоретот да стигнам целосно, а решив да пржам. Али ете, тука веројатно се случи една фиксација за мојата желба за, јас ја нарекувам гастрономијата наука на убавото. Да. Значи, вие да направите лоша храна и да направите добра храна, исто време ќе потрошиш. Така да, треба од старт да се фиксираме кога влегуваме у кујна дека ќе направиме денеска нешто убаво. Тоа е една главна, значи, наука за убавото. Сега, затоа што слушнавме дека знаеш многу и за нашата локална домашна кујна, меѓутоа и за светската, која што е неисцрпна и не очекуваме дека се ќе знаеш од секоја ќоша, ама ќе те предизвикаме со слики од некои десерти кои се популарни во одредени држави, да пробаш да ги погодиш, особено ни е важна државата од каде што потекнуваат и доколку го знаеш името на рецептот. Супер. Имаме 6 предизвици, да кажеме, колку мислиш дека ќе погодиш? Од 6? Да. Пајде да речам да целам на 4. Добро. Скромно е? Јас викам 3. 3? Уф. Да. Мислам се потрудивме Ај, да 3 е бидат добро, тешки. 50%, да. Да, 50%. Ајде. Ова ми личи на овие брзи чоколадни касато, торти со бисквити што ги прават домаќинки или визитарски колачи што ги кажат Охрид. Тоа ли е? Од каде мислиш дека се? Земја на потек? Овие, па низ цел Балкан, сегде се прават овие брзи, некои колачи, брзи торти. Се прават на Балкан, ама се прават и во Литванија и се викаат мрзлива торта таму. Тингинис. Тингинис, Да. ете, научив ја нешто ново. Фала ти многу, супер. Мрзлива торта од Литванија. Уф, ова е или гулаб жамун, Индија, или локумадес, Грција. Тоа е ми личи на двете. Така да ова не можеме да го сгрешиме. Ајде да речам Индиска гулаб торта. жамун, зашто гледам дека има добар шербет и така. И фстаци на крај.
Гулаб жамун Индија. Така е, точно. Одлично. Ова е лесно, пастел дената, Португалија па и Шпанија се јаде. Многу добро изгледа. Ова да не се некои кнедли, чеке, као гомбоци, чешки некако, као... Уште А малку. можда и да е ова сега популарни овие мочи. Да. Мочи е? Така е, од? Добро, ова мочи Јапан. Така е. Мочи Јапан, да. Ова појма немам што е. Во Америка има нешто Sunday, го викаат као или она као сикаш ти исто тоа, не ми текнува сега зборот. Тоа е као парфе, па редено нешто, па на крај сладолед. Американците, ама не е тоа за десерт, тоа е обично као шейк, така некој, ама не знам. Хало, хало од Филипини. Хало, еве, толку време поминав со филипинци, едно хало не се напив. Значи, стварно... Да, срам да има. Прв пат го гледам хало, можда ми го кажале, можда сум заборел. Аха. Ова е као на, тие ги вика руски капи со кокос, па прпелкани, па ова. Али генерално, вака некој десерт дека е слика на некоја земја или символ на некоја земја, ајде да речеме можда руско нешто, а? Ламингтон торта, Австралија, има ли австралиците нешто нивно да се Ете, проба? научив Ламингтон, Треба пак да одиш во хало, Австралија. и таа беше од каде, од Литванија? Од Литванија, да. Мрзливата торта. Меѓу другото, веројатно Баш се прави интересно. на многу места. Добро, Браво. добро се покажа, не е лошо какви беа предизвициве специфични. Бога ви секоја чест, добро сте се спремили и вие, браво. Фала ти за разговорот и секако затоа што темава мислам дека е неисцрпна, те чекаме повторно некоја следна сезона. Уживав и ти благодарам на тебе.